На околу 4 километри од селото Добрашинци се наоѓа вештачката акумулација Турија, изградена пред 5 децении на сливот на истоимената река. За струмичкиот регион таа е од суштинско значење. Од неа со вода за пиење се снабдува градот и околните населени места или над 50.000 граѓани, а се наводнуваат и 10.000 хектари плодно земјиште. Името на Турија честопати се спомнуваше во јавноста пред околу 2 месеца, кога полицијата откри дека струмичанец убил двајца сограѓани, а телата им ги фрлил во водите на браната. Овој случај покрена лавина реакции, но и прашања. Како и дали се заштитува пристапот до браната од која пијат вода струмичани? Операторите на браната, кои се задолжени за испуст на водата и кои што дежураат по 24 часови, од неодамна добиле нови задолжувања да ги евидентираат сите кои што се движат по круната на браната. Сега ни наредија да евидентираме луѓето кои како поминува да го запишеме тука. И запишуваме ги и знаеме кој каде оди. Кој оди на дрва, кој оди на стока чуват и така. Тоа ви е наредено откако се случи? Па скоро, сега пред месец дена, ни наредија да пуштаме рампата и да евидентираме луѓето. За Турија нема прогласено заштитна зона, иако од подружницата на АД Водостопанство Струмичко поле уште пред 5 години побарале од Министерството за животна средина да го процесуира барањето. Ова прашање се протега преку 3 институции: локалната самоуправа, Министерството за животна средина и Министерството за земјоделие, а плюс и ние водостопанство. Значи во догледно време треба да седнат да се испеглат некои работи, што има некои негативни страни да се отклонат, да се зема само позитивните страни. И има уште едно правило околу брането, например, низ цел свет, што се вика, сек да се има заштитна зона. Кога се види дека е заштитната зона, се знае таму не смее ни стока додат ни луѓе. Заштитната зона е проблем и за Брана Водоча. Ова атрактивно туристичко место се претвора во еколошко жариште, бидејќи фекалиите од цела населба се слеваат во браната. На Брана Водоча веќе има направено туристички комплекс. Тоа е веќе, што се вика, завршена работа, може некој ги имате легализирано ако се во негов имот. Има едно правило, нека го почитуват законот за екологија, барем фекалиите што се од нивните викенд куќи да не ги испуштат во браната, туку знае се тоа како треба да го направат, а во крајен случај, ако има могуćности и средства да направиме и колектор, тоа ќе биде најдобро. Поранешниот директор на АД Водостопанство Ромео Тренов смета дека мора да се работи во 2 насоки: техничката состојба на браните и имотно-правните односи. Според него, од имотно-правните извираат сите други проблеми. Што се однесува до проблемите од имотно-правен карактер, треба да се напомене дека најголем дел од браните во државата воопшто не се вцртани како брани. Тие се водат, некои од нив се водат како пасишта, некои се водат како шуми, некои се водат како земјоделско земјиште и слично. Значи, воопшто не се вцртани како брани. Например, во Струмичкиот регион има повеќе брани. Од сите тие брани, само Брана Водоча е вцртана како брана. Некои од тие брани, како што кажеш, се водат за пасишта. И тоа е еден од најголемите проблеми со кои јас се соочував и многу интересно во тој дел, дури и тие што се вцртани како брани, а воопшто не се на имотен лист на АД Водостопанство. Иако со законот за водостопанството се предвидуваше сите водостопански објекти да влезат во сопственост на АД Водостопанство. Професорот Љупчо Петковски, експерт од областа на браните, смета дека еден од основните проблеми е што надлежностите на браните се мешаат околу 10 различни институции и тоа што бројот на административци во доменот на водите одамна го поминал бројот на хидротехничари. Поради тоа, вели Петковски, состојбата со браните во државата како клучни објекти на водостопанската инфраструктура може да се оцени како неповолна.